Добар ден во дневникот во 16:30 на Канал Плюс. Еве кои настани го одбележаа денешниот ден. Успешно заврши првата вечер од манифестацијата Пастрамалијада 2015. Течат подготовките за вечерашниот настап на Калиопи и Желко Самарџик. Вчера отворен 13-тиот дневен центар за стари лица, а денес почнува 30-тото издание на Истибањско здравоживо во село Истибања. Македонска каменица го има најубавото речно корито, а Кочанска река во Кочани пак е благодет за многу оризопроизводители. Од првата вечер на Штипската Пастрамалијада задоволни како организаторите, така и огостителите, кои на своите штандови во големи количини го продаваат познатиот штипски бренд. Посетителите, освен на вкусниот специјалитет, вечерва очекуваат и добра забава со Калиопи и Желко Самарџик. Со традиционалната трка на келнери започна вториот ден од годинешнава Штипска Пастрамалијада. Најбрз беше Иван Миланов, ученик во трета година во средното општинско училиште Колен Ехтенин од Штип, кој се што беше предвидено направи за 12 минути и 5 секунди. Ми беше чест да учествувам на ова надпреварување, ова ми е прва година и освоив прво место. Им посакувам среќа на следната година на следните надпреварувачи. Во трката на келнери учествуваа 7 надпреварувачи. Второ место освои Игор Стефановиќ од Евгедија Транс. Истиот надпреварувач лани беше прво место. Сега освои второ место. Трето место освои Владко од Хотел Оаза со 14 секунди. Игор Стефановиќ имаше 12,7. Многу мала разликата беше меѓу Иван и Игор Стефановиќ. Од првата вечер на Штипската Пастрамалијада задоволни организаторите, но и угостителите кои на своите штандови во голема количина продаваа вкусни пастрамајли. Мислам дека очекувањата се надминати од сите аспекти гледано. Програмата е реализирана 100%, онака како што замисливме. Задоволството на лицата на присутните беше присутно, тоа е и најважното. Штандовите функционираа во најдобар ред, беа полни, публика имаше сосема доволно или просторот целиот беше исполнет со луѓе до полноки повеќе. И сето тоа укажува дека треба да бидеме задоволни. Првата вечер помина прекрасно, имаше доста гости, доста посетеност, пријатна музика, пријатно друштво. Колку пастрамајли продадовте? Не знам точната бројка, мислам негде околу 100. Карикирам, не сум сигурен. Колку очекувате да продадете во наредните 2 дена? Најмоци 500. Задоволни се и штипјани, а за вечерашниве концерти во Штип пристигнуваат посетители од цела Македонија. Бевте ли синоќа? Беме. Како поминавте? Убаво. Многу убаво пее. Бевте ли синоќа на пастрамалија? Да. Како поминавте? Па добро. Јадевте пастрамалија? Да. А концертите задоволни бевте? Да. Од Јордан Митев, да. Супер беше. Открива Паланка сте овде на пастрамалијадата. Како поминувате? Па добро, супер. Да. Пробавте пастрамалија? Не, уште не сме, али имам ќе одиме. Штип ми се допаѓа. Убав ми е град Штип. Вие пробавте ли пастрамалијата? Не уште. Освен на вкусна пастрамалија, сите посетители се надеваат и на добра забава, која вечерва ќе ја приредат македонската поп дива Калиопи и гостинот од Србија Желко Самарџик. Сите елементи кои што ја чинат или оној мозаик од Пастрамалијада 2015 се склопуваат полека и ќе имаме вистинската слика уште вечерва. Мислам со доаѓањето на нашата и балканската звезда Калиопи и секако Желко Самарџич. Втората вечер на Штипската Пастрамалијада од 2015 ќе заврши со перформанс на штипскиот диџеј Нино Манчини, а кулминацијата на оваа традиционална манифестација се очекува утре вечер со настапот на балканската звезда Светлана Цеца Ражњатовиќ. 130 пензионери од село Истибања Виничко од вчера имаат комплетно уреден простор за секојдневно дружење, релаксација и забава. Министерството за труд и социјала во соработка со општина Виница го отвори 13-тиот дневен центар за стари лица. Наместо бетонските плочи покрај сред село, 130 пензионери од село Истибања конечно начекаа квалитетно уредено и пријатно место за секојдневно дружење и релаксација.
Новоуредените простори во поранешниот пензионерски дом сега се комплетно адаптирани со сите атрибути за потребите на оваа категорија на граѓани. Заменик министерот за труд и социјала Ибрахими и градоначалникот Дончев вчера го официјализираа стартот на дневниот центар за стари лица, уште еден ветен и реализиран проект на локалната самоуправа и владата на Република Македонија. Само 18 дена во Истибања отворивме еден објект, почна со работа еден објект за најмалите жители на село Истибања, за дечињето, односно отворивме една градинка која што во моментот обслужува некаде околу 25 деца. Се надеваме дека во наредниот период овој број на деца ќе се зголеми уште повеќе. Пред известен период исто така отворивме уште еден значаен објект за село Истибања. Тоа е повеќе наменското игралиште кој го користат дечињата на возраст до 25 до 30 години и повеќе, и со отварањето на овој објект вечерва, во кој ќе можат своето слободно време да го поминуваат постарите жители на село Истибања, заокружуваме еден значаен проект. Соработка помеѓу локалната самоуправа и владата на Република Македонија и секако жителите на село Истибања, значи уште еден одличен пример на оваа одлична соработка. За овој проект се вложени околу 20.000 евра за реконструкција и ревитализација на стариот објект и некаде околу 4.500 евра за купување на опрема што е внатре во објектот. Пензионерите со задоволство се вгнездија во новото руво, кое покрај столчиња и маси располага и со комплетно опремена кујна, санитарни јазли, перална, дополнителни канцеларии и соодветни услови за зимско грејење. Отворивме 13 вакви центри низ Република Македонија и ќе продолжиме понатака да им помагаме токму нова категорија на граѓани. Во изминатиот период направивме многу во дел на пензионерите. Значајни проекти се донесени од токму од ова влада. Бањско-климатската рекреација, зголемувањето на пензиите кои што од 2006 наомо се зголемија за повеќе од 50%, зголемувањето на минималната пензија, но не значи дека тука запираме. Туку напротив ќе продолжиме и со најавувањето и зголемување на пензиите и осогласувања кои што ги правевме во изминатиот период и во наредниот период исто така ќе направиме. Со отворањето на овој дневен центар за стари лица каде што ќе бидат околу 130, значи пензионери. Како што најави директорот на Центарот за социјални работи во Виница Димитар Прокопенко, објектот ќе биде во нивна надлежност. Ќе биде отворен секој работен ден со дневен престој и исхрана, ќе се организираат и најразлични културно-забавни и работни активности кои се од интерес на пензионерите. Млекото и месото од увоз закана за домашните производители. Ова според домашните производители представуваат директен удар врз нив, затоа што со дампинг цените при увозот тие стануваат неконкурентни на домашниот пазар, но што всушност е спасот за нашите земјоделци. Во последно време се зголемува увозот на разни видови месо и месни производи, како и млеко и млечни преработки. Ова според домашните производители представува директен удар врз нив, затоа што со дампинг цените при увозот тие стануваат неконкурентни на домашниот пазар. Дали навистина се загрозени домашните производители? Каде е спасот од ваквата состојба? Прашање за председателот на Асоцијацијата на земјоделци Ефтим Шаклев. Има спас. Зголемена продуктивност, поевтино производство, само е тука спас и за тоа треба да внимаваме уствари на производството, колку ни чини производството и колку е цената на производството, да ја формираме продажната цена. Тоа не е од сега, не е новитет, затоа што имаме ние слободна трговија. Не може за некои производи да ставиме царински бариери, а некои што не ни одговарат нас да има слободен увоз. Познато е дека Србија и ние имаме слободни економски врски, што значи увозот и извозот на производите е слободен. Било кој што сака може слободно да увезе стока од Србија или ние да извеземе без ограничување. Што значи, српските производи ако се ефтини, ќе прават проблеми на овдешниот пазар, затоа што ние мора нашите цени да ги коригираме со нивните. Меѓутоа единствената цел на нас треба да ни биде ефтино производство, а зголемена продуктивност. Само тоа е спасот за нашите земјоделци, вели Шаклев.
Од воведувањето на високите еколошки стандарди, како прва компанија од рударската индустрија која има добиено интегрирана еколошка дозвола, рудниците за олово и цинк САСА продолжуваат со инвестициите во рударството. Досега се вложени 2,5 милиони евра, а според планот потребни се дополнителни инвестиции од 1,9 милиони. Од воведувањето на високите еколошки стандарди, како прва компанија од рударската индустрија која има добиено интегрирана дозвола, рудниците за олово и цинк САСА продолжуваат со инвестициите во рударството. Досега се вложени 2,5 милиони евра, а според планот потребни се дополнителни инвестиции од 1,9 милиони. Оваа година значајни чекори рудниците за олово и цинк САСА превземаа во обезбедувањето проширена концесија за експлоатација, што ќе овозможи безбедно работење во наредните 17 години, не само на рудникот, туку и дополнителна екзистенција за самите вработени. Значајни чекори преземени оваа година од страна на влада на Република Македонија со доделување на проширена концесија за експлоатација за рудник САСА, што ќе му овозможи на рудник САСА понатамошна работа во наредните 15 до 17 години, а со тоа ќе обезбедиме и безбедно работење на рудникот и безбедно работење на нашите вработени и безбедно функционирање на општина Македонска Каменица за добро на сите жители на општина Македонска Каменица, а рудникот САСА во своите можности ќе и помогне на општина Македонска Каменица со сите значајни проекти кои што многу исто така значите за самиот рудник. Вработените се задоволни од сегашното работење на компанијата. За нив не е проблем работата која понекогаш знае да биде и доста напорна. Проблем е работниот век. Тие се уште го паметат времето кога во пензија се заминуваше со наполнети 27 години работен стаж, за разлика од сега кога рударите заминуваат во пензија со наполнети 64 години. Рудник САСА може ќе работи уште подолго време, не знаеме ние баш колку, меѓутоа досега работи со успех. И работата е малку напорна. Инаку стажот за рударите е голем. 64 години стаж за еден рудар е многу. Порано се одеше на 27 години редовен стаж во пензија, што значи на 46 и 7 години старост нашите колеги одеа во пензија, а сега 64 години старост е многу. Инаку од севкупното производство на олово и цинк во државата, САСА учествува со речиси 80% и е еден од најголемите извозници од Македонија. Минатата година овој рудник има извезено 56.000 тони концентрат од олово и цинк во вредност од околу 60 милиони евра, со што рудникот се вбројува во еден од најпрофитабилните рудници во државата. Со прилогот што следи одиме во градот кој го има најубавото речно корито од сите општини на истокот. Станува збор за Македонска Каменица и украсот на градот Каменичка река. Украс на градот Македонска Каменица е убаво уредениот речен кеј на Каменичка река. Дефинитивно Македонска Каменица го има најубавото речно корито од општините од истокот. Во целата должина од урбаниот дел од градот, Каменичка река е целосно канализирана и е со изградено речно корито од влезот до излезот на градот, со соодветни камени и ѕидени елементи и со уредено зеленило. Од 2002 година градските власти започнале со уредувањето на Каменичка река, а денес фали уште осветлувањето на одредени делови од кејот, но наскоро и тоа ќе биде решено, истакна првиот човек на општината Дарко Митевски. Уредувањето на речното корито на река Каменичка е започнато поодамно од 2002 година и во континуитет до денес се работи на негово уредување. Поставување на примарно и секундарно корито на оние делови каде што имаше можност за тоа е целосно завршено. Практично во целиот дел урбанизиран општина Македонска Каменица таа е целосно канализирана и изградено речно корито, уредени се веќе зелените површини. Оно што ни следи, што би го реализирале е целосно хортикултурно и инфраструктурно уредување со осветлување на целиот кеј на река Каменичка, за што имаме подготвено проектна документација. Доколку обезбедиме финансиски средства во 2016 година може тој да биде реализиран целосно. Сега овој период значи ќе работиме на чистење на речното корито заради од големиот материјал кој што е нанесен од претходните години. Имаме еден дел во долниот дел од општината кај Долна река каде што не е целосно изградено речното корито. Имаме подготвено проектна документација, значи ни следи фаза на тендерирање и изработка и
на тој дел, така да по цел во движењето на Каменичка река во урбаниот дел на општина Македонска Каменица ќе имаме целосно изградено речно корито. Остануваме на истата тема. Символот на Кочани, Кочанска река, е благодет на голем број кочанчани, на кои одгледувањето орис има животна екзистенција. Кочанска река е символот на Кочани, на голем број кочанчани кои со векови и години обстојувале покрај реката која им носи живот преку ори за производството и наводнувањето на земјоделските површини. Кочанска река со зафаќањето на водите кај село Долно Градче во 60-тите години на минатиот век е благодет за голем број кочанчани на кои одгледувањето ориси без животна екзистенција. Реката е скротена во акумулација. Ги нема поплавите кои ги правеше во одделни делови на градот, а регулацијата е започната во 50-тите години на минатиот век. Регулацијата на Кочанска река у градот на времето го правеше водна заедница, бетоница, со своји средства. Еве што ги гледаме овие сега ратами тука, тогаш се прави тоа са 50 години, 53-та, 54-та, 55-та, 56-та, 57 година. Мислам за у градот. И од тогаш многу мали интервенции има низ градот за гејските излови што ги гледаме и за регулацијата. Додека регулацијата на долниот дел, да речеме, низводниот дел, прави се по време. И да не бидеме појасни, така да речеме од железнички мост што го викаме градот. Па низводно надоле, тоа е понова регулација праена, скоро пред 4-5 години, 6. Од тоа па надоле, значи низ течењето на реката, праени се повремени интервенции што јас мислам дека не е така добро. Регулација се прави од уливот па назад. На Кочанска река од браната Градче па до сливот на река Брегалница постојат 13 моста, од кои 4 се наменети за движење на моторни возила, а останатите се пешачки. По железниот мост на Кочанска река од 1928 година поминува железничка линија до Кочани. Јас сум сведок, негде 70 години, дека од еден пороен силен дожд под браната Градче. Коритото беше полно и плюс изливање по улиците, лево и десно од реката. Така да Градче како акумулација е мала, да може, да речеме, големите води да ги абсорбира, да ги пресече. Така да во големи врнежи на дожд, подолго трајни со големи интензитет, може се деси повторно поплава на Кочани. Постари луѓе што од Кочани може се сеќава дека и при изградена брана Градче имаме поплава на куќи низ. Лево улиците што се лево и десно од реката. Вака изградените мостови и вака состојбата на коритото на реката со наноси, постоја опасност при големи води да дојде до изливање на реката од коритото. Денес Кочанска река и незиното урбанизирано речно корито кое поминува низ градот се посебна приказна во која учествуваат урбанистите, но и самите граѓани. Чистотата на реката и зеленилото го прават Кочани со години најчист град во државата. Овој епитет кочанчани се трудат да го задржат и понатаму. Делчево се подготвува за првиот олтаймер митинг. Идејата за ваков прв автособир во Делчево е на Лоренцо Трајановски. Делчево се подготвува за првиот олтаймер митинг. Идејата за овој прв ваков автособир во Делчево е на ентузијастот Лоренцо Трајановски, кој уште од рана возраст гаи љубов кон олтаймерите. Идејата ми падна мене уште кога пред 5-6 години шетав малце по западноевропските земји, негде по Германија, бев по Франција, по Италија и таму редовно учествував на вакви собирања на стари автомобили и тоа ми беше голема желба тоа да го направиме во нашиот град, пошто сега еве пред 2-3 месеца се одржуваше во 5-6 града. Пред 2 години исто така имаше во Македонска Каменица и сега решивме јас и
Емил Илиевски, тоа да го направиме кај нас во нашиот град. Организаторот ги поканува сите сопственици на автомобили со постар датум да ги извадат од гаражите и да го омасуваат овој несекојдневен настан на кој ќе учествуваат олдтајмери ширум Македонија. Пријавувањето може да се врши до самиот ден на одржувањето на манифестацијата на 2.10. што ќе биде. Ги покануваме сите наши сограѓани кои што имаат стари автомобили, кои што ги чуваат дома по гаражите, да ги дотераат малце, да ги зачистат и да учествуваат пред паркингот на Домот на културата Асно. За сега имаме најавено гости од Кавадарци, од Скопје, би требало и од Струмици, од Велес да учествуваат на оваа изложба нашта што е за прв пат што се организира. Потврда за учество за сега има од околу 35 сопственици на олдтајмери, а очекувањата се околу 50 до 70 стари автомобили да бидат дел од првиот олдтајмер митинг во Делчево. Проблеми со висок крвен притисок, кардиоваскуларни заболувања, вируси се само дел од поплаките на луѓето во овие невообичаено топли денови кои ги имаме во втората половина од септември. Препораките од лекарите остануваат исти како досега. Иако календарски за 3 дена започнува есента, сепак Македонија изминатава недела е во жолта алертна фаза, што не е вообичаено во овој период од годината да се бориме со високи температури. Лекарите велат дека најголем дел од хронично болните лица и метеопатите тешко се справуваат со топлото време, а резултат на тоа е изголемената посета на пациентите во лекарските ординации. Последните 10 дена имаме зголем број на пациенти од различна природа, меѓутоа овие осцилации ни носат повеќе проблеми со кардиоваскуларните заболувања, кои се така зголемени. Имаме зголемен број на пациенти со висок крвен притисок, со проблеми од кардиоваскуларна природа, аритми и други типови на проблеми. Меѓутоа се уште има една опашка од летото заради топлото време, каде што се појавуваат и проблеми со проливи, и проблеми со исхраната, со летни вируси, така да се тоа ги прави полни нашите амбуланти и се додека траат овие нагли и брзи промени, мислам дека ќе има промени со здравјето на нашите хронични болни, така да нека земаат редовно терапија, нека си јавуваат на време на лекар. Поради високите температури и зголемената можност за појава на труење со храна и цревни заразни заболувања, доктор Стојменов препорача максимално да се внимава што се јаде и како се приготвува. Тие ги има стандардно, меѓутоа пак ќе кажам, има ги оние дигестивните вируси и бактерии кои даваат проливи, повраќање и слично, и со нив треба повнимателно, значи добро да се чува храната, добро да се приготвува, да се внимава, брзо се таа расипува за време на топлото, така да домаќинките треба да внимаваат посебно на тоа. Хронично болните лица посебно да бидат внимателни, редовно да се ја земат терапијата за да не дојде до влошување на нивната состојба, доколку е неопходно луѓето да избегнуваат излегување во најтоплиот период од денот. Британските војници кои ги обучуваат курдските сили во Ирак се на мислење дека победата над исламска држава е неизбежна. Командантот специјалните сили на Велика Британија тврди дека исламска држава во моментов е кревка и во лоша позиција, откако претрпе катастрофални загуби на земјиште и жива сила. Терористичката група очигледно е слабена во резултат на обуката на курдските сили, обучувани од специјалните сили на Велика Британија и постојаните воздушни напади на меѓународната коалиција. Бројот на загинати во поплавите предизвикани од поројни дождови што ја зафати американската сојузна држава Јута се зголеми на 20. Судбината на едно 6-годишно момче се уште останува неизвестна. Според податоците на локалните власти во националниот парк Зион се удавиле 7 туристи од Калифорнија и Невада, сите на возраст од околу 50 години. Додека сојузната држава Јута беше зафатена од поројни дождови, туристите биле на прошетка во паркот со површина од 600 км квадратни и не успеале да се засолнат на безбедно место.
Во текот на изминатата ноќ, Израел изврши воздушни напади врз тренинг база на исламистичкото движење Хамас во северниот дел на појасот Газа, како одговор на истрелани ракети од палестинска територија во јужен Израел. Една ракета погодила празен автобус, а малку подоцна друга ракета била пресретната над градот Ашкелон од противракетниот систем Железна купола. По нападот, израелски дронови летале над зоната, истрелувајќи осветлувачки ракети. Лидерот на Хамас во Северна Газа изјави вчера дека исламистичкото движење нема да почитува никакво примирие постигнато со Израел. Новата сезона во најквалитетната машка ракометна лига во Македонија започна со победа на Работнички во новиот шампионат, откако синоќа како домаќини го победија Охрид со 30-24. На стартот од дуелот водеа гостите со 4-1, но Работнички со серија од 5-1 го презеде водството и на полувремето замина со предност од 14-11. Првото коло во ВИП Суперлигата продолжува со денешниот надпревар помеѓу Прилеп и Пелистер со почеток во 19 часот, а за недела се предвидени уште два дуела: Градски ракометен клуб Борец и Металург 2 и Пролет Радовиш. Колото се комплетира со надпреварот во среда помеѓу Вардар Јуниор и Металург. Ова е се во првото издание на Дневникот, вториот Дневник е во 20 часот. Имајте пријатно попладне со нашата програма.